Здраво на сите и добре дојдовте во 99-та епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Нина, а ова се најважните настани од изминатата недела. Останете со нас, почнуваме веднаш. Само за една година, поради причини поврзани со загадениот воздух, починале над 5800 деца и тинејџери во Европа и Централна Азија. УНИЦЕФ објави нова анализа која се однесува над 2019 година и е насловена како "Почетоци без див, алармантни ефекти од загадениот воздух врз децата во Европа и Централна Азија". Според УНИЦЕФ, околу 85% од овие деца починале пред својот прв роден ден. Дишењето загаден воздух предизвикува трајни оштетувања на белите дробови кај децата, што доведува до зголемен ризик од астма и хронични респираторни и кардиоваскуларни заболувања и болести, вклучително и канцер. Загадениот воздух може подоцна во животот да предизвика и невролошки нарушувања како резултат на раното оштетување на детскиот мозок, се истакнува во анализата. Од УНИЦЕФ велат дека нивоата на загаден воздух низ земјите на Западен Балкан се неверојатно високи и тоа предизвикува огромни штетни последици по здравјето на луѓето и смртност. Скопје и други градови од земјата често се наоѓаат на врвот на листите на градовите со најзагаден воздух во Европа и пошироко. Загадениот воздух е најголема еколошка закана по здравјето на луѓето во регионот. Луѓето во нашите градови неретко дишат воздух кој е на 5 пати позагаден од максималното дозволено. Изминатата недела започна всилувањето на студентите во студентските домови. Досега до Државниот студентски центар се пристигнати 800 приговори за резултатите и доделените места во домовите. Од нив 200 се за префрлање од еден студентски дом во друг, а останатите за ослободување од плаќање станарина и исхрана. Токму станарината оваа година е поскапена за 300 денари. Така, за еден месец во студентскиот дом Гоце Делчев наместо околу 3600 сега се наплаќа 3945 денари. Во Гоце Делчев досега се пополнети 960 места, а останатите околу 200 места се оставени за процошите кои почнуваат со настава од 1 октомври. Минатата недела Министерството за образование и наука најпрво ги објави резултатите на нивната страна, а потоа ги отстрани. Истиот ден сајтот работеше отежнато. Во рок од 24 часа резултатите беа повторно објавени и на македонски и на албански јазик. И оваа година станарите во домовите мора да поднесуваат хартиена документација, иако одамна се најавува дигитализација на процесот. Поради тоа се створија редици пред домовите. Што се тоа фишинг напади и зошто се опасни овие пораки за нас како корисници на интернетот? На оваа тема дискутираме со инженерот за компјутерска безбедност Божидар Спировски. Повеќе детали ќе погледнете во следниот прилог. Фишингот е облик на измама кој опфаќа збир на активности на неовластени корисници со користење на лажни пораки испратени преку електронска пошта, лажни веб страници или директни канали за комуникација, кои имаат за цел да остварат корисниците да направат некаква акција која е посакувана од напаѓачите. Фишинг нападот е самиот прв чекор кон постигнување на одредена цел на измамниците, а крајните цели се добивање на доверливи лични податоци на корисниците, како што се лозинки, единствен матичен број, пин број на картичка или други податоци на граѓаните. На ниво на организации, со само еден успешен фишинг напад, може да се украде важна лозинка, да се инсталира вирус или да се украдат лични податоци на голем број корисници кои ги поседува институцијата. Инженерот за компјутерска безбедност Божидар Спировски објаснува дека најранливи на фишинг напади се организациите од здравството, образованието и државните институции. Тој додава дека никој не е имун на фишинг напади, вклучувајќи ги и младите, кои може да бидат цел директно преку кликнување на фишинг порака или индиректно ако се украдат лични податоци од некоја организација. Божидар дава корисни совети како да се препознае фишинг пораката, која е испратена кон нас како поединци. Јас тоа го кажувам, ако ви предизвикува емоција, застанете и размислете малку. Сите фишинг напади се дизајнирани да предизвикаат брза реакција на корисникот. Ако корисникот застане, размисли, се консултира со некого, огромна е веројатноста дека нема да се улови на јадицата. Божидар појаснува дека има 3 правила како да препознаеме фишинг порака. Прво, сите фишинг пораки се неочекувани.
така што кога ќе добиеме одредена порака по електронска пошта, WhatsApp, Viber или преку SMS, треба да си го поставиме прашањето: дали оваа порака јас треба да ја добијам? Второ, фишинг пораките може да се препознаат и по нејасниот контекст и нечиткиот јазик во неа. Сепак, Божидар тука предупредува дека со вештачката интелигенција денес лесно може да се направат правилни реченични конструкции на било кој јазик. Има и трет начин како да се препознае фишингот, а тоа е општоста на испратената порака. Многу ретко фишинг нападите представуваат лично и директно опраќање до жртвата, така што најчесто го нема вашето име во пораката и самиот контекст е воопштен. Божидар додава дека фишинг пораките испратени по електронска пошта се наедноставни и најстари, но денеска тие не се многу сакани како механизам од напаѓачите. Пораки преку социјалните мрежи исто така се користат за фишинг, но Божидар потенцира дека најмногу треба да се обрне внимание на следново. Напаѓачите денеска ги преферираат директните канали на комуникација, како на пример SMS порака, или Viber порака, или WhatsApp порака, која е од тие директни механизми за комуникација, затоа што имаат најмалку посредна заштита. Во светот годишно се испраќаат по десетици милиони фишинг пораки од измамници, а процентот на успешен напад е мал, но сепак Божидар препорачува секогаш да бидеме внимателни со ваквите пораки. Тој им порачува на младите да бидат помалку недоверливи во своите вештини, бидејќи тоа е начинот за создавање на ниво на здрава параноја пред фишинг пораките. А на крајот од денешната емисија ќе зборуваме за првиот фестивал за миленици Скопје Pet Fest. Настанот ќе се одржи во недела на 17 септември во Скопскиот градски парк. Организаторите велат дека е замислен како семеен настан за деца, возрастни и секако за миленици. Планирани се повеќе содржини како едукативни работилници, маскоти со ликови од анимираните филмови, свидоштва за вдомени миленици, документарен филм, музика и многу забава. Фестивалот ќе започне во текот на денот од 11 часот, а ќе трае до вечерта. Локацијата е во стариот дел на паркот на летната сцена Лепеза, а влезот е бесплатен. Тоа е се за оваа епизода на Шорткат. Ви благодариме што сте со нас. Пишете ни на Instagram и TikTok ако имате некои сугестии или предлози и читајте рубриката CTRL-Z на Метамака. Се гледаме следната недела во истото време, кога ќе емитуваме и 100-та епизода на Шорткат. Чао!